Ова е прв кај сатот, но трет саем на винили и музика и носачи на звук кој што ти се трудиш да го организираш во нашиот град. Дали можеш накратко да споделиш што значи, колку е тешко и дали има интерес за ова индустрија или хоби се уште можеби на луѓето и на жителите? Така, здраво. Ова е трет стварно. Имавме два претходно организирани во кафе пицерија Таверна во Прилеповле. Како трет годинава и би го нарекол и балкански, бидејќи донесовме и гости од Србија. Сакав да го проширам малце тимов на колекционери и изложувачи или излагачи, што ги викаме ние на грамофонски плочи. Претежно ги викаме на винили, бидејќи винило ни е како пасија на сите што сме тука дојдени и го имаме како колекција дома, али не изостануваат ни CD-ната и касетите, бидејќи има доста љубители на CD звук што сакаат да го има како дигитален или касета, исто аудио звук и си слуша и си собира како колекција. Имаме и издавачи на нови плочи, едните не се дојдени, другиот е Тошо Филиповски од Корпус Деликти Рекордс. Истото има издадено неколку изданија на доста познатите македонски бендови. Значи, културно-уметнички работници, рок агресори, Чоканче, Паркети, My Tears, 21 век. Значи, сето тоа ево ги издава и се нуда на пазаров како нови плочи. Значи, тоа е нова плоча. Инаку другиве плочи што ги продаваме на пазаров тука се second hand или слушани плочи од некогашна Југославија. Најмногу се бара ексиу наслови, но држа висока цена, кој може да се дозволи, може да се купи. Претежно се нуди джез, блуз, од сите врсти на роков, панк, подврсти на панк, нью вейв, син поп, класика има. Значи, раздовидно е. Музички не можеме да се ограничиме, овој продава само тоа или онето, сите вртиме по некој стил. Едно кратко прашање, бидејќи често патуваш низ земјава со на вакви слични сајми. Дали мислиш дека и во Македонија се зголемува трендот на издавање, купување и слушање музика од винили, бидејќи тоа е тренд кој што на широка врата се враќа во светот? Да, веќе, како што реков, значи 5 години со берзиве се враќа, а пред тоа уште 2-3 години уназад онлайн како што продававме, направивме групи на Facebook, на Instagram за онлайн продажба и можам да кажам дека ги поттикнавме и младите и повозрастните да се вратат на оној аудио звук или на грамофон. Така што во делови на Македонија, како што е Пробиш тип, направивме 2 берзи. Кубаново кажав 5, Штип направивме една, втората без успех не можевме, нивни препукувај немаја таму. Струмица прават некој засебно од нас, некој нивни панајџур, ама да речем не е со наши пријатели. Во Скопје ги има од цела Македонија и од сите соседни земји, чак има доста грци, бугари, има мислам и од надвор со диџеји што го работат. Фактички тоа е манифестација комплет со диџеји странски и доста има од другиве земји излагачи. Или напред да дојдеме? Добро дојдовте во Прилеп. Добре ме најдов. Фала ви за присуството и за се што правите за македонската музика. Вие често патувате, имате и издавачка куќа, водите
своевидна, многу реална архива на македонската рок и современа музика, патувајќи низ вакви саеми како овој сега во Прилеп. Кои се вашите согледувања? Дали нашата македонска сцена станува динамична, разнолика? Дали се зголемува интересот за грамофонските плочи, за винилите? Дали има голем интерес кај помладата популација? Кои се вашите согледувања? Види, са многу работи самиот искажа преку прашањето и констатациите. Да, во суштина се навраќа интересот кај помладата генерација за грамофонските плочи, иако овие саеми, овие дружиња, винилни берзи, всушност се продаваат, односно се разменуваат како кој преферира различни видови носачи на звук, и касети, и цедиња, и грамофонски плочи, па и други некои дребули и мерчандајз по однос на музиката. Меѓутоа е приметливо дека и она што се нарекува македонска музика може да се најде овде на различни носачи на звук, на ваквите берзи, и се совршен начин за луѓето кои што сакаат музика, сакаат да купуваат музика, а не можат каде да ја најдат, бидејќи имаме ситуација во Македонија во која што, а при тоа со сета должна почит кон книгите, имаме можда 100 книжари, а имаме не повеќе од 5 музички, па нема не можам да ги наречам дури ни продавници, бидејќи продавници се една, две и пол, толку, у цела Македонија, места каде што може да се купи музика, највеќе 5 места, и тоа углавном стационирано во Скопје, 99%. Така да овие саеми кои што се случуваат низ Македонија, се случуваат насекаде низ регионот и секаде низ Европа, ова е своевидно дружење на колекционери и љубители на музика, па нели, знаеш, и вчера имавте овде во Прилеп дружење на моторџи, дружење на рибари, постои, не знам се какви не. Ние кои што сакаме музиката наоѓаме начин, ваков начин, значи преку берзи да се дружиме, да разменуваме музика, а за оние пак кои што немаат можност од каде да набават, ова е изворена можност и по поевтини цени, меѓутоа и да дојдат до музика која што, еве, веќе споменав, тешко може да најдат, скоро невозможно, освен нормално ако не нарачаат преку интернет онлайн. Веќе и цел свет е достапен, меѓутоа физичко купување, средба заедничка е базарите или винил саемите се единствената можност. За среќа, во секој случај го поздравувам организаторот на настанот тука, во конкретниот случај за берзата Биџо, Блаже Томески, и вас како организатори на целиот настан. Ама немам никаква замерка, нели? Мислам дека со оглед на ова дека е трета година чинам, претходните две беа во затворен простор или во помал, дека ова е вистинскиот избор и овде во центарот на Прилеп ова беше мал експеримент. Успешен експеримент, затоа што покажа дека може да функционира на отворено и да биде всушност забава, со оглед на тоа дека имаме и диџеи, нели, да биде забава за сите жители на Прилеп кои што неделното предпладне или послепладне може да си го дозволат шетајќи овде, да слушаат и добра музика, а и да прилистуваат, не мора да купуваат. И многу накратко, вие ги знаете прилепчани и често доаѓате во Прилеп. Колку Прилеп е се уште авангарден град и каков вкус има прилепската публика? Што најчесто купува? Види, Прилеп е еден од градовите кој што секогаш ме фасцинирал. Да го знам Прилеп од крајот на 80-те, односно сум конектиран на некој начин со таа прилепска сцена, со и почетокот на 90-те, особено каде што имаше и простори за свирки, каде што многу од македонската сцена бендови знаеа да дојдат и да засвират во Прилеп. Прилеп имаше неколку култни бендови кои што за жал веќе не постојат, за жал и некои од тие луѓе, легендарни ликови како Кантарот, си замина од овој свет. Меѓутоа Прилеп имал од секој што да понуди, можеби не во квантитет, во квалитет секогаш имало добри бендови. И јас се надевам дека таа традиција ќе продолжи и понатаму.
да не можам да бидам афирмативен, за жал сега не можам да истакнам некој бенд, затоа што мислам дека во последните пар години не се појави некој сериозен, онака да, што би рекле, да запржи сериозно некој бенд, ама сум сигурен со оглед пак на тоа дека доста се појавија од постарата генерација и од помладата луѓе што сакаат да слушаат македонска музика, дека ќе навлече некои нови клинци кои што во гаража, во подруми ќе ги земат гитарите во раце и ќе дадат нешто свој автентично како прилог на актуелна македонска сцена. Така да Прилеп бил рокерски град, тоа го гледам и од таа генерација која што јас ја знам малку повозрастната, се уште купуваат плочи, се уште сакаат добра музика, ама сакам да видам и она после веќе, па би рекол малку подолго време некој добар прилепски бенд да засвири и да го привлече вниманието на македонската сцена. Фала ви многу. Фала и на вас.